Во организација на Клубот за планинарски спортови Москито од Кочани беше промовирана книгата Планинарско скијачко друштво Пониква од авторите Киро Герасимов и Љубинка Ајтовска. Монографскиот труд што го почна новинарот и публицист Герасимов, а го дооформи Ајтовска пред читателската публика, беше представен во пресрет на годишнината од неговата смрт. Дознав преку планинарите дека првото друштво всушност е Китка, чиј иницијатор бил Ацо Александар Пенов. И околу него луѓето кои што се биле собрани и го движеле спортското живење во Кочани. И понатаму, да не ги спомнувам, затоа што сигурно ќе испуштам некој. Борис Наков, Дулето, тројцата планинари кои што се искачија, кочанци кои што се искачија и на Мон Блан, Симеон Тодоров Моцо, Димитар Цеков Цеко, Никола Христоф Мице и сите еден голем дел од вас тука кои што успеваат едноставно да ја шират таа енергија. Слава Јорданов, да не го испуштам, Ѓорги Хаджиев, и тој беше исто на Мон Блан, еве ја Ирина, неговата сопруга, ја гледам овде, и таа беше на патот кон тој врв. Сите тие искажаа неверојатно добри сеќавања, кои ќе можете да ги прочитате од книгата. Меѓутоа, она што сакам да го искажам е дека планинарското живење се развивало и преку скијачката школа. Овде се луѓе кои едноставно денес представуваат обучувачи, а и сами ја доживеале таа енергија на скијањето на тие први скии кои што ги има во кај Мице. Ги чува едноставно, љубоморно ги чува Мице, и тие говорат за историјата на планинарството и на планинарското живење. Делото е посветено на почетоците и развојот на планинарството и скијањето во Кочани од пред повеќе од 6 децении. Составено е од 4 целини што говорат за природно-географските карактеристики на осоговијата, патеките и трансверзалите низ планината, туристичките потенцијали, а има и сеќавања на планинари членови од Планинарското спортско друштво Пониква. Луѓето што се овде во книгата, кочанските херои, имале и срекна околност да стапат во контакт со вистинските луѓе кои што знаат и сакаат да сето тоа со нивното перо вешто да го пренесат на хартија и да остават еден аманет за идните генерации, бидејќи книгата е највредниот материјален доказ за нечие постоење. Ако не беше ова книга, приказките ќе се одеја помеѓу нас и така еден ден никој немаше да се сеќава на тоа. Некои луѓе мислат, како што сум напишал и овде, дека е доволно да купат скапа опрема, да гледат курс на YouTube или да идат 2-3 дена некаде и со тоа станале врвни планинари. Меѓутоа, знаете вие сите што сте тука дека тоа е голема заблуда. Одењето во планина не е битка со планината. Значи, најлошо е кога ќе кажеме го освои врвот. Не сум отиден таму да го освојувам врвот, освојувањето значи победа. Одам таму за да се дружам со него. А ќе се дружам ако тој ми дозволи. Ако не ми дозволи, нема да се дружам. И затоа еве јас за овие 30 години како наставник по географија, фактички сум го зборил сето тоа што вие овде го раскажувате во вашите мемуари. На промоцијата на монографијата за поранешното планинарско друштво од Кочани беше нагласено дека во него членувале голем број влюбеници во планинарењето и скијањето. Дел од постарите членови кои присуствуваа на представувањето на книгата искажаа сеќавања за настаните од пред повеќе децении. 23-та година кралот дал наредба после Првата светска војна за рехабилитација на војниците, да се најде место кај што ќе се рехабилитират од војната. Со стручњаци од Франција и југословенски стручњаци нормално, од Ниш надолу барале погодна планина со благопријатни услови кај што може да се тоа. И ја најдат Пониква. И тој кажуваше како вика таква концентрација на кислород како што е на Пониква и промена на воздушните маси, пошто таму стално пирка ветер и таму нема да застанете, а да не бе некој ветерче да не бе дувне. И затоа вика е направена, одлучено да се направи таму тој полигон за обука и за рехабилитација на войска. Курс за спасители на Шар планина, на Попова шапка. И отидовме таму со опрема од дрвени ски во армиско војно такмичење со петокракат звезда горе
и кондури од војни отпад од Скопје. Црвени кондури. Кога видеа, кога се пуштиме прво на стаза тамо да проверат инструкторите кој колку знае да скија, и кај кај си веселеци, бе? А они со опрема, со гојзерици, најмодерна опрема, сите со панталони за скијање, сега ние со фармерки, така. И вика, ајде да пробаме да видиме колку го знае да скија, и ние кога се пуштиме бесомица, цак, 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 цак. И вика, кај скијавте вие, бе? Викаме, на Пониква, каде е таа Пониква? Ба викаме, Македонија, каде е? У Кочани. Монографијата посветена на почетоците и развојот на планинарството и скијањето во Кочани собра многубројни поранешни и сегашни активни планинари од Кочани и регионот, кои ги продолжуваат активностите на некогашните иницијатори за основање на планинарското скијачко друштво Пониква.